počitovaní. Pomína 10 dana od Narodnog движения za Makedonija podnese predlog zakon za amnestija na građani učesnici u nastanite na 27. april do sobranijeta na Republika Makedonija. Soglasno delovnikot na sobranijето изпълнете се условите во кој закон да се донесе со скратена постапка. Согласно деловникот на собранието, Талат Зафери е должен во рок од 3 дена да го достави предлог законот до сите пратеници за тоа да не извести како поднесители на законот со што започнува законодавната постапка. Меѓутоа, до овој момент Талат Зафери грубо го крши деловникот на собранието, бидејќи предлог законот се уште е закоцен во неговите собраниски архиви и не се доставува до пратениците, ниту пак сме известени како подносители. Иронијата да биде поголема, Талат Зафери беше избран на собраниски спикер со кршење на деловникот, а еве продолжува и самиот да не го ферма деловникот, со што покажува недостаток на капацитет за почитување на правото и правната држава. Затоа, повикуваме било кој од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН да ја започне постапката, земајќи предвид дека деловникот тоа го дозволува на секој пратеник. Народот влезе во собранието со силна верба дека го брани уставниот порядок, а не да нападнат конкретни лица. И било кој да беше на местото на нападнатите, ќе се случеше истото. Бидејќи претходно се создаде атмосфера дека е загрозен уставниот поредок, откако невоисмислено ја префрли кризата од криминалниот на етничкиот терен со промовирање на така наречена сеалбанска платформа за редефинирање на уставниот поредок на Република Македонија. Затоа, национално помирување е врвен интерес за Македонија и македонците. Со усвојување на законот ќе се покаже државнички капацитет и одговорно лидерство и најпоште народот ќе биде израдуван со домашно единство како најсилна брана против секоја идна внатрешна или надворешна закана. Народно движење на Македонија за Македонија очекува пратениците да бидат на вистина на задачата, доколку повеќе во 2001 година имавме амнестија за многу потешки работи, лица за напад на уставниот поредок, а сега имаме противна ситуација. Бараме амнестија на лица кои влегоа со силна верба дека го бранат уставниот поредок. Овој закон има суштинско значење и ќе доведе до помирување меѓу граѓаните во услови на длабока поделеност. Затоа, веднаш да започне постапката по предлог законот за амнестија на граѓани учесници во настаните на 27. април во собранието на Република Македонија. Ви благодариме.